Вие го следите второто издание на втората сезона на подкастот Сана на ти. На моје огромно задоволство, денеска во студиото имаме една жена пред се, морам така да ја наречам силна жена, која што и тоа како има оставено зад себе во ова наше општество и за оваа наша држава. Вера Милошевска, ја знаете сите поубаво како Вера Љубојна, нешто кое што си го присвои како нејзино второ име. Добре дојде, Вера. Добре најдов. Драго ми е што ќе си позборуваме овој пат неформално, нели, овој пат така, ќе се потсетиме на се што ти како индивидуа и со сите музичари и со сопругот заедно и се што имате оставено зад себе, ќе ете како едно потсетување на публиката што Вера остави за нас. Ајде за почеток ќе почнеме и оној пат кога зборувавме, спомнавме нешто за почетоците во музиката, меѓутоа сега ме интересира да спомнеме каква беше Вера, која беше мало, баш мало дете. Дали беше темпераментна и жива како сега? Од секој пат. Од секој пат, нели? Затоа што типично за тебе е некако дека го негуваш тоа девојчето во себе. Секој си така, како девојче, заробено во... Да си го сакам тој дух, си го сакам тој ведар дух. Веселоста и ведроста не значи секогаш дека си постојано среќен, меѓутоа се навицина мотивациона нишка во мојот живот и од секој пат сум била ведро и весело дете, распеано и редовно во некој имитирачки муд, редовно на маса, облечена во костим, настапувам. Тоа беше препознатливо. Јас мислам дека од кога знам за себе, имам некако чувство дека припаѓам на сцена, припаѓам негде каде што на поинаков начин комуницирам со луѓето. Што ти беше омилени играчки? Значи беше баш тоа измислен микрофон, сцена, значи да биде вниманието во тебе, тоа беше најважно од се. Па не беше лесно да се открие кој талент јас всушност ќе го средам, затоа што сакав и да танцувам, и да пеам, и да глумам, сакав различни нешта, сакав и да учителствувам, па ќе ги наредам куклите, па ќе ги учам, па ќе ги средувам. Мислам, имав период во животот кога исто така бев посветена на танцот, кога бев дел од еден физички театар, играв модерен балет со еден мој многу драг кореограф, Жан-Франсуа Дурур, и тој скоро почина. И така некако се испративме со многу љубов. Не се испративме директно, но се сеќавам дека последните зборови ни беа како посакување за средба. Така што не беше баш лесно, се двоумев дали ќе продолжам да играм или да пеам. Знаеш добро дека долги години бев посветена исто на пењето, некако солист, но бев дел од хорот на Запров, кај што учевме што значи присуство на сцена, одговорност, дисциплина. Заедно бевме и во оркестарот на Пецата Насовски, кај што се запознаваме со сосема друга логика на една музика. Така што од сите тие средби, и мојот љубопитен дух, и она што ја сакам многу да истражувам и да ја испитувам, не беше лесно да се одлучам, нели, во каде всушност јас ќе се насочам. Едно време бев и во медицинските води попатно, затоа што и природните науки ме интересира, да, и медицината ме интересира. И мајка ти е лекар. Да, ама медицината е моето хоби, музиката мојата љубов, за неја сум спремна многу повеќе да дадам, жртвувам и се вложам. Како и секој артист се пребаруваш на почетокот, за да си го најдеш својот канал. Зашто сепак еден канал е твој персонален и тоа е тој низ кој што ти можеш да порачаш, да сведочиш, да презентираш, да подариш. Така што тоа е мојот најљубовен и најотворен канал и најличен. Пеењето. Така. А кој беше најголема поддршка кога реши, еве, јас ќе се занимавам со ова? Затоа што, нели, живееме во општество каде што родителите многу често знаат да ги закочат своите деца во својот избор, доколку е тоа, особено доколку е некој тип на уметност, знаат да кажат, ајде, сега ќе средно уметничко, што ќе работиш после со тоа. Нели, знаат родителите од некои практични причини повторно, нели, со добра намера да ги одвратат децата од она што го сакаат. Имаше ли поддршка? Може би тоа, а може би не му дозволуваме, страф имаме од животот, не му дозволуваме да се случи. Да. Животот мора да се случи.
Мора да ни се случи, не може сите да бидеме поштедени и да имаме најдобри моменти. Никогаш не би знаеле кои се најдобрите, а ако ги немаме оние кои низ кои што проаѓаме за да ги заслужиме, овие најдобри, да ги заслужиме. Некако некоја казна, па сега награда, туку просто да се избориме за нив. Изборувањето значи и соочување со себе си, не е нешто друго, не е, нели, некое конфронтирање со некого, туку, нели, соочување со себе си. Да. И засакување на тоа што е твојот порив. Често пати родителите сакаат, посакувајќи го најдоброто за своите деца, го прават токму тоа. Да. И детето има две опции, или ќе се избори и ќе ја освои, или ќе ја, еве, обезбеди поддршката, преку својата намера и волја, силна волја да го направи нештото, или пак ќе оди по линијата на послаб Да. отпор и ќе се, нели, ќе се оддалечи или ќе се одврати од таа идеја, од таа своја намера, но избегнувањето на сопствениот порив од моје лично искуство не носи добри денови, не носи ништо добро. И не смееме да тргнеме од идејата што ќе работиме. Зашто нема гаранција за тоа како ќе живееш. Нема гаранција за најдобар живот и за најуспешен живот. На ниедно друго место во светот јас не сум сретнала луѓе толку оптеретени со недвижнини и што ќе работиш утре и од што ќе направам брзи пари. На ниедно место во светот. Од друга страна, секоја култура и општество, воопшто, секоја цивилизација почива на некој вредносен систем, од кој гради некои критериуми па стандарди, и почнува од вредносниот систем. Што мислам, што сакам, што верувам, нели? Не почнува од горе надолу, па да го креираме вредносниот систем според малку однопаку ја завртевме работата, а има многу деца, барем јас сум секојдневно со млади луѓе кои што навистина, ако го следат тоа што го прават денес, имат многу што да дадат за оваа култура. Има преинтересни и инспиративни млади луѓе. Да. Добро, за среќа ти имаше поддршка. Тоа ме беше прашање. Поддршката ја освоив. Јас немам музичко семејство. Јас имам само семејство кој што многу сакало музика, имало многу љубов за мене и сето тоа се претворило во поддршка на моите избори, ама кога тие избори стануваат твојот живот, тогаш несомнено ќе добиеш поддршка. Да. Нели, тоа е твојата личност. Да. Да, тоа си ти. Да. Едноставно тргнуваш по тој пат и не може да ти речат назад. Па немаат ни право. Да. Нема никој право да ти каже назад. Ама мораш да знаеш и како да се носиш со тоа. Не е тоа за еден момент, за 2 дена, за 3, за 5 минути слава. Тоа е нешто што ќе го треба да се справуваш. Затоа што тоа е една голема сила која што и треба насока. Убаво е кога некој ти помага да ја најдеш насоката, затоа што ти штеди време. Да. Сам да го направиш тоа, кој што несомнено можеш да го поминеш за да, нели? Да, ама ми се допаѓа оваа тема и баш ме интересира да ми го кажеш тоа. Тој моментот на таа тежина и на таа обврска која што товар е, значи носиш и одговорност е. И одговорност е, затоа што секој твој збор, испејана реч, секоја твоја мисла одекнува некаде и ти не знаеш каде. Во чие срце, во чија мисла, не знаеш, во чија душа, не знаеш што повлекува. Нели? Што е тежината? Да си уметник, да си јавна личност? Ма тоа не е некоја тежина е за секој човек да е човек. Да, не, мисля, во смисол на тоа кога викаш не е едноставно, воопшто не е лесно. Не е лесно. едноставно затоа што има многу деликатности со кои што треба да се справиш. Затоа што ти во животот имаш многу повеќе улоги од некој што има можеби поедноставен, пообичен живот, по секојдневен. И тие улоги кои што се на различни полиња, ти треба некако да ги едни со други да се во синхронизација. Нели? И тоа не е лесно. Никогаш не би било лесно ако немаш, например, поддршка од типот логистика, што би рекле модерна логистика. Да. Значи, тука се нашите баби, мојата мајка,
супругот, Оливер, децата кои што се веќе големи и тие се исто така моја поддршка и тие самите се во своји светови на музичките води. Еве, Јана свири тапани, Јован свири тамбура, често пати објавувам и од Јован како свири затоа што му се радувам, не затоа што сакам нешто специјално да покажам, се радувам кога луѓето го откриваат убавото кај себе, го откриваат својот свет од рани години и го се посветуваат на тоа. Тоа е многу важно зашто тоа е еден голем дел од реализацијата на нашата личност, нели? Кога сме ке психолошките бави. Па да, па тоа се тие, мене ми се интересни затоа што се бараат многу млади луѓе и имаат потреба да ја чуат. И не знаат како да се бараат. Да. Недостасува мотивација. Недостасуваат луѓе кои ќе мотивираат, кои ќе внесат жар во тоа што треба утре да биде. Зашто ние не можеме да тргнеме од некоја црна мисла. Тоа е сулудо. Значи, не можеме да си дозволиме да имаме апатична младина. Ја имаме. Не преплавува. Тоа се бистри умови. Тоа се деца кои што им фали насока. Тоа се деца кои бараат не поддршка. Браво, браво, е многу убаво. Поддршка е да му овозможи шанси на презентација. Еве, јас како им овозможувам на моите ученици. Освен што сум им професорка, често пати ги канам на мои концерти, на проекти, затоа што каде ќе се соочат тие со таква средба, каде што музиката има вистински третман, каде што можеш да запознаеш уметноста во музиката, можеш да допреш до тоа. Можеш да видиш како музиката се поврзува со светот, зашто тоа е многу важно. Тоа што ние најмалку го имаме како култура е поврзување со светот, линкување со светот околу нас. Ние сме тука некако во нашата култура, во нашето премногу заглавени. Ние не ја знаеме нашата култура, од што не ја гледаме од надвор. Ти не можеш да ја знаеш само внатре пикнат во своето. Мораш малку да излезеш, да го видиш со други очи, преку други луѓе и малку друга перспектива, за да знаеш каде пловиш, кој ти е правецот. Нели? И тоа е многу важно за младите луѓе. Многу е важно да има модели преку кои што тие тоа ќе го осознаат, артисти преку кои што тоа ќе го осознаат. Среќна сум што имам ученици, што моите ученици имаат артист модел, кој е на сцена, не им раскажува приказки, јас сум таму. И можеш да ме видиш што правам. Можеш да ме критикуваш, можеш да ми дадеш добра идеја за промена, можеш да не ти се допаѓа тоа. Ама ти ме гледаш и јас сум таму, на сцена. И да, недостасуваат млади луѓе. Млади луѓе кои се апатични и лошо насочени. Нели? Да. Ограничено насочени, не викам лошо како осудувачки. Туку има толку многу што да се види, истражи, зошто само во тој видеокруг тесен, зошто? Нели, ние имавме отворени опции. Можевме што сакаме да истражуваме. Може би оваа музика, зборувам за љубовта кон традиционалната музика и откривањето во времето кога ние бевме веќе млади, не беше можеби толку популарна, беше на маргините на музичката култура во тоа време. Но тоа не значи дека имавме отворени можности, општеството се уште не беше така затворило. Медиумите се уште не беа толку многу затвориле да не можеме да избереме или барем тоа е моje субјективно доживување, ама како да чувствувам дека малку сум во право сепак. Да, апсолутно си. Па не, медиумите општо за уметноста веќе се затворија, не само да. И сега како дојдовме до момент чувар на македонската музика, 5 пари работа. Секој втори чувар на македонската музика. Мислам, како? Кај не води тоа? Добро, затоа си ти тука. Поединци за среќа имаме кои што се уште се борат, кои што се уште оставаат. Има многу интересни појави и луѓе кои што свират, кажувам, има и млади луѓе, но и луѓе кои што се воопшто на современата сцена, кои што се инспиративни, се интересни, имаат различна идеја. И бидејќи овој разговор тргна од тоа што ќе работиш утре и насока музиката и определба, чисто еве да нели даваме некако си има можеби потреба да продискутираме и за тоа како почнува. Музиката не доаѓа дека ти си школуван музички или дека таткот и мајка ти сакат да те запишат во средно музичко или во основно.
Не доаѓа затоа што ти сакаш само да се занимаваш, доаѓа и не те прашува. Да, не прашува. Каде и да си, во што и да си пикнат, ќе те извлече, ако тоа е твојата личност, порив, ако е тоа што треба ти да го работиш. На крај на криштата можеби ти си избран и тоа да го работиш. Нели? И мора да се испочитува затоа што се повампирува. Да, па да, оно бара да излезе некаде. Да. Не добива добар правец, не знам. Така, можеби нема да бидеш среќен со идните избори, не знам. Така е, па се е реализирање на себе, на оно што го носиш во себе. Ако е тоа поривот, ако не го изреализираш тоа, некаде ќе те мачи. Да, или ќе отиде во погрешен правец. Ќе психолошки ќе ти направи една друга состојба. Да. Си имала ли моменти кога си се двоумела, го направив ли вистинскиот избор? Такви моменти не сум имала. Пресилно е за да можам и преголемо е за така да го гледам. Но со текот на годините сценската потреба, воопшто моето присуство во музиката, начинот на интерпретација и она во кое што треба да бидам, а се вика организација, се помалку го посакувам. Организациониот дел, а се повеќе имам визија за тоа како да биде интерпретацијата, што сакам да истражам, што ми е интересно во музиката, затоа што неодамна знаете дека исто така и магистрирав емисијава на ти и јас на вие, што ти е формалност. Неодамна магистрирав и од тој мој труд фактички излезе тоа од некој долгогодишно истражување во вид на книга, која што сега ќе има свое реиздание, и пишувам на нова книга моментално, ама и работам на творештва наши големи музиколози кои што имале собирачка дејност, кои што нели го посветиле животот на музиката на овие простори, и пробувам и сакам да го откриам различниот сензибилитет на музиката. Како се раѓа сензибилитетот на музиката? Јас се воодушевувам секој пат кога со учениците имам можност, затоа што дома навистина ретко слушам музика, барам тишина, а на часовите преслушуваме стари песни, нормално, преслушуваме и поизворни, можеби поселски, можеби повеќе во градски манир, сеедно, преслушуваме стари македонски песни и каков е тој творец што така пишува, што така создава, еве да се нека не биде за музиката, нека биде за поезијата, нека биде за мелопоетската целина. Какви се тие описи? Опишуваш, даваш нели голем кадар, па се приближуваш, па се фокусираш, па приказната на сосема друго место те носи и завршува. Да. Тоа е гениално. Тоа е сензибилитет кој што ние многу малку го зборуваме, а многу повеќе зборуваме за менталитетот. Ма чекај, нас не интересира сензибилитетот. Нас не интересира мојката на изразување, желбата да се изразиш. Зашто луѓето кога не знаеле што е уметност, имале потреба да се изразат себе си. Тоа е она што ние го нарекуваме традиција. Тој сензибилитет ни се пренесува заедно со сите искуства, вештини, знаења и се она што треба да го наречеме, нели, пренесување. Ама тој сензибилитет е многу големо нешто, многу важно нешто. Тоа е тајната во музиката. Годините? Се менува, апсолутно се менува. Меѓутоа, тоа го реконтекстуализираш, сензибилитетот во целото, зашто тој сензибилитет ќе даде музика со одреден карактер, која потоа ние, научниците, ќе делиме на метар, ритам, тактови форми, не знам, метрички форми и така натаму. Мелодиска структура, па застапени мелизми или не. Нели? Меѓутоа тоа некој го почувствува, модална или не знам каква структура на системот на кој што почива таа музика. Сензибилитетот го забораваме и денес, она што недостасува во сликата не оди во Македонија, тамо ќе те надпеат и надиграт, е сензибилитетот кој го изгубивме денес за музика. Го губиме, ги научивме ушите дека треба да е нешто многу гласно, многу нападно, дека тоа е естетиката што ја бараме. Не, тоа не е естетиката што ја бараме. Си го бараме сензибилитетот, оној малку што комуницира повеќе со човекот, со срцето негово. На крај на криштата, можеби што е во иста фреквенција со
отчукувањето на и воопшто биоритамот на човекот. И да не е пресметливо на крајот, толку едноставно. Не е пресметливо. Не е пресметлива нашата музика. Не е симетрична, не е квадратна. Не е таква. Затоа викам, сензибилитетот за целот, најголемото нешто и најубавото нешто, тоа е што го опишува еден народ, една култура. Не е самите културни појави може да ги најдеш слични и кај други заедници, ама постои сензибилитет и тој обединува некоја интересна територија. Нели? Прави некоја културна мапа. Да. Ти после ја истражуваш и ги гледаш разликите, ги споредуваш, но некои модели се неизбежни. Пак ќе кажам, доаѓаат од еден многу интересен специфичен менталитет, ама сензибилитет на менталитетот, во кој што ти преку музиката ти интерактивно нешто. Тоа е твојот живот, секојдневие ти не ја гледаш како музика. Луѓето имале право тогаш и здраво заготово да ја гледат, па не ја гледале, а ние денес кои сме оддалечени, тоа не е нашиот секојдневен живот, нешто друго кажува, ние малку треба да се подружиме со оваа музика за да може да ја разбереме, за да го суштината да ја фатиме и да ја доловиме. Па не го правиме, нели тоа, не се сосредочуваме да ја слушнеме убаво. Само треба просто да ја слушаш. Не ти се ушите отворени, не сакаш да или пак, нели, не им дозволуваш да чујат или не има една блага така незаинтересираност, а од друга страна желба пошто зашто да се фати тој момент што некој го отворил како простор на сцената и па сега сакаш и ти да се фатиш. Океј, фати се, ама направи го тоа добро. Не преджвакувај, страшно е тоа. Не звучи добро. Тоа се случи и со многу песни во Македонија. Да. Тоа се случува и општо е со сигурна сум македонска музика. Дека изнаоѓаш начини, многу начини, на многу различни начини да допреш до тие млади луѓе со кои што работиш, на кои што им предаваш. Меѓутоа, кој е најлесниот? Знам дека нема лесен пат да се стигне и до другиве, со кои што не можеш вака лично да им ја пренесеш целата. Абстрактна е. Па е. Абстрактна е. Иако денес постои начин дури и да го видиш преку магнетна резонанца, самото движење на органите во устата кои што произведуваат тон. Ама сепак апстрактно нешто е музиката и самото пеење е. Ајде да се сосредоточиме конкретно на пеењето. Не можеш да го научиш да му кажеш кога ќе биде готово спакувано и тоа е. Се сака време, сака дружење. Многу интелектуална работа е всушност музиката, затоа што ти мораш да знаеш многу различни контексти, културни појави, дијалекти, начини на размислување, многу нешта ти се обистинуваат и мораш да ги подистражиш за да разбереш зошто е една обична песна, зошто сега баш во песна вака, тоа не би било така денес. Добро, тоа се други луѓе кои размислувале така, верувале дека треба така. Така? Да. И тогаш било едно такво време, сега е малку поинакво време, ама тоа не значи дека не можеш да го реконтекстуализираш. Па така е, за тој развој зборуваме. И сега реконтекстуализацијата не може да оди оживување само на песни со текстови, мора нешто од тоа исто така да излезе. Зашто многу малку ја истражуваме како јазик, сепак е музички јазик за сите тие, нели, брдо песни што ги имаме. Некои текстови денес не се функционални, не се совпаѓаат никако со денешното време. Но тие во себе тоа што го носат е јазик низ кој што ние би требало сега како нови луѓе да може да разговараме, размислуваме, нели? И затоа ја учиме, не ја учиме да ја негуваме, онде да ја заклучиме, без знаеш колку песни имаме, гледај тамо колку. Да. Беќе окей. Што со нив? Да. 25 години, морам вака са еден пресек да направам за да се вратиме на... Добро, извини, ти си го почна са муабетов. Ти си го почна, ама ти колку збор не за џабе си професорката. Добро, интересни нешта се, зашто убаво е публиката секој пат да чуеме, и публиката има многу млади луѓе и нека слушнат некогаш и поинаква страна, за која што многу малку зборуваме, а јас не ја филозофирам попусто, просто поминато искуство ми. Да, така е. За тоа ќе зборувам. Што дошло до 25 годишнина. Така, сега ќе го заокружам. 25 годишнина, 25 години творештво. 25 години творештво на Љубојна.
Така Не е. мое лично, Да. меѓутоа Љубојна прославува оваа година 25 години и тоа го прави цела оваа година и ќе продолжи и во следната. Фактички во следната има некако замисла за некој поубав јубилеен, поубав, се извинувам, поубав, не е добриот термин, па нема неубав. Да. Јубилеен концерт, Да, сакав да да. кажам. Го одбележува со 15 на битни концерти и турнеа која што ќе ја заврши годината, ќе ја заокружи една убава француско-белгиска холандска турнеа. Ќе ги зборуваме деталите, меѓутоа пред да ни раскажеш што се и на каков начин ќе се одбележи овој јубилеј со сите тие концерти, би сакала да ги споменеме. Ќе ти дам време и да се подсетиш, не мора да. Ќе се сетам. Да. Ајде пред тоа Со да со тош. Да. Во Канада сме тука сликани. Да. Бевме заедно на денови на македонската култура во Торонто и си се сликавме. Ба да. Убаво си поминавте. Да. Сигурно. Ајде за нешто од изминативе 25 години. За оние моменти веројатно кои што ти се најважни тебе, кои што ти оставиле најголем впечаток. За најголемите успеси, кои лично ги сваќаш како најголеми лични успеси, кои пак најголеми успеси на Љубојна. Дали си задоволна од овие 25 години? Дали можеш да кажеш имавме добри 25 години за нас. Постигнавме, да. Тоа се 25 години ширење македонска музика и култура, тоа е навистина големо нешто. Да. И значајно. Има ли места во светот кои што, мислам, зборувам се, континенти кои што не ги допревте? Па, скоро да нема. Нели? Индија. Добро, да. Океј, некој пат бил континент, нема се држава, ама, нели? Моите моите успеси и мојот живот е поврзан и низ работата со Љубојна, низ истражувањето, низ Љубојна растеше и мојата музичка личност. И затоа не можам да ги раздвоам кои се мои, а кои па и јас сум дел од Љубојна. Така. Фактички јас многу дадов во Љубојна. Цел мој креативен дел овие 25 години јас го вложив токму во Љубојна, во оваа идеја за музика. Она што Љубојна го направи е, не знам, не сме сите мислам дека свесни за значењето. Затоа што отвори сосема нова страница. Направи и заживеа нешто сосема заспано. Нели? Да. Го представи, го реинтерпретира, го реконтекстуализира. Мислам, привлеча многу млади луѓе, многу млади музичари, инспирира, стана јадро околу кое што еве секој што допрел имал некаква инспирација, некаква идеја, на крајот на криштата отвори желба да се посвети човек на таа музика, не коментираме дали успешно или не, туку ете. Така. Многу новини донесе тој свеж бран на размислување. Така, еве ќе го наречам, тој свеж бран на себеизразување, тој свеж бран на нели на крајот на криштата на компонирање и тој тип на продукција кој што, да речеме, повеќе му припаѓал на Оливер, ама заедно некако низ целото, сите коцкички го правеле целото. И тука се луѓе кои не се само музичари, има луѓе кои што се во сосема други професии, а дале многу и придонеле за Љубојна да стане тако видна музичка институција. И не е лесно да се направи сето тоа, да се одржува се уште се. Не, затоа што сето тоа во овој контекст, во култура, во транзиција како што е нашата, тоа е на мускули малтене. Да. А жива материја која што малку ако оставиш. Да, жива материја за која што треба постојано да се грижиш. Па тоа велам, не смееш да ја оставиш ни секунда. Не можеш да ја оставиш ни секунда, не можеш ниту ти да се оставиш за секунда, затоа што ова е на долги патеки, нели, живење, движење и творење. Не е за 2 дена, за 3 дена, до следниот месец, до следниот проект. Не, ова е навистина на долги патеки и постојано мораш да се грижиш како постојано одново да почнуваш. Како да имаш постојано уште едно различно и сега ново соочување, после тоа доаѓа едно ново различно. Постојано наоѓаш патека каде ќе се шири нештото и не е едноставно тоа да го правиш, затоа и кажувам,
не е лесно во таа смисла. Инаку е многу благородно и големо задоволство. И она што музиката го направила за мене, за мојот дух, моето присуство на сцена, не би можело ништо друго да го направи на тој начин. Да. Во ниједна друга професија или бранша или не ќе така да размислам. Ама окей. Да. Една од убавите работи е токму таа размена на енергии секаде каде што сте биле. Размена на ставови, на перцепции, на култура, различна култура, запознаваш луѓе кои што различно размислуваат, различно и треба творат. твојот сензибилитет да е доволно отворен и да го така. Да допреш до нив. Да допреш до нив. Тоа не, затоа велам, да. А тоа го можеш само ако твојата идеја оставиш да биде универзална и оставиш простор и слобода да допира. И оставиш простор, не ја вадиш малку од локален контекст и правиш да комуницира и со други типови на естетика, не само со една и таа е прекрасна, ама мора негде да оди, да се дружи, да се движи во ова време. Музиката некој пат се дружела со исто така светските влијанија што ја обкружувале. Нашата музика не е некоја еднодимензионална музика, та има многу слоеви во себе, кои ние ги носиме од појма немам предхристијански период, од античките модуси, па преку византиските модуси, осмогласникот, повторно некаде па назад преку макамскиот систем, кој повторно има врска со византискиве со византискиот музички систем, западната музика која доаѓала, словенството кое што го носат новиве народи. Мислам, не можеме да го гледаме еднодимензионално. Градовите во кои што сме имале многу сефардско еврејско население, кои многу влијале на формите во нашата музика. И општо мелодиските присуството на одредени мелодии во песните, мотиви, напеви, премногу слојна е, за да можеме да ја ограничиме. Никогаш не била таква. Ние денес можеме да реинтерпретираме и да работиме на таа музика баш заради тоа што некогаш кога се создала, таа оставила отворено прозорче. Тоа е најубавиот дел од традицијата, што таа не заклучува, не заглавува, не те затвора. Таа секој пат остава простор за надградба, и надградба, не за уништување и одново се. Не, ете ти го моделот. Ма што, мајка бара, што е како се авионот да го смислуваш поинаку, а веќе имаш птица, ја гледаш лета, ја гледаш структурата на телото, нели? Да. Како е физички целата смислена, како универзумов ја дал за да може да се движи низ небото безпрекорно. И сега ти што треба да направиш? Не си паметен да го следиш постоечкиот модел. Тоа е традицијата. Да, да. Затоа викам сега од различни агли ја начнуваме, но всушност пак е заедно со интерактивно сензибилитетот од сите страни ја начнам. Слободата која ја дава, така треба да размислуваме за музиката и воопшто, не само за нашата музика. Така треба да се размислува. Слобода не значи разузданост. Ке одам ке творам, слобода значи познавање толку добро на некој јазик што можеш да се изразиш низ тој јазик, имаш слобода затоа што знаеш многу модели. Не си ограничен на еден, на два модели, на два збора, на три збора, така? И тоа е тоа што ние како музичари го бараме, го истражуваме. И на крај на криштата има тука голем дел на интуитивност. Сепак, интуицијата и чувството за тоа што се очекува од тебе сега, од оваа музика, тоа што ти го правиш, нели тоа веројатно треба и да го правиш. Всушност, ова се е еден едноставен модел. Следиш, учиш да слушаш и следиш. Најтешкото нешто е да учиш да слушаш, да почитуваш и да следиш. Така. Да, едноставно е. Најтешкото е. Многу пати музичарите не свират со други музичари, ако и се захтевни. Ако знаат повеќе, ако можат да им покажат повеќе, да ги повлечат, или тој ќе ми каже, ја сега, он ли ќе ме учи? Не те учи. Да. Ти имаш навистина бесплатна можност. Луѓето во светот на работилници одат за тоа. А ти имаш имаш средба просто околу музиката. И таа средба треба нешто да те направи, треба да те порасне. И има многу музичари кои пак не ќе да растат.
Да. Од друга страна многу музичари пак кои постојано тоа го прават, зашто неприродно е да не растеш, како сега си се родил, растеш, стареш. Да. Кај ќе стоиш, така? Да. Во универзумов, во просторот, во нели? И тоа е нормално следствено така и во музиката. Така и во музика. Да. Така и во се. Да, така и во Музиката само го следи животот во една друга паралела, ама се отсликува. Можеш ли да се сетиш каде се сте биле или Последнава година или воопшто? Воопшто е многу, меѓутоа ајде Добро, последната година имавме веќе гостувања во Белгија, бевме во неколку значајни интересни клубови, имавме интересни соработки. Ја одбележавме, не знам, стандардизацијата на македонскиот литературен јазик. Баш во амбасадата, токму во амбасадата во Белгија, бевме на ДФест, имавме матине во Американската амбасада, имавме многу настапи на сцените во Струмица, Гевгелија, низ Македонија, Куманово, што друго? Тоа е само во последнава година. Мене прашањето ми беше Само друго. во последната година. Да, настапувавме на ДФест. Тоа беше супер искуство. Какво искуство беше тоа, да? Па Љубојна е прилагодлива. Пак ќе кажам, да. кога ти е отворена музиката, тamo настапуваш како рок бенд на сцена. Да, И то така звучи. На Балканска музик на Балкан Music Square, сори. И ние музичари знаеме да ни се врзе јазикот, значи не ги замерувајте. И тоа беше токму на денот на Охридското езеро и во чест на Охридското езеро. Имаше уште неколку настапи и сцени на кои што бевме, но она што е најважно е како ќе ја завршиме сепак годината, затоа што тоа се едно 7 или 8 ми се чини настапи низ Франција, Така. Холандија и Белгија. Во Холандија, например, прв пат настапуваме, до сега не сме настапили, во Вистина? Белгија да и во Франција да. Прв пат во Амстердам, Мастрихт и Ротердам. Сите се интересни места на кои што настапуваме, затоа што се мултимедијални простори. Не се клубови како импровизиран простор, туку клуб со сцена, наменски, каде што има и театарски представи, поетски читања, разни промоции, филмски фестивали. Еве, например, во Брисел ќе бидеме дел од филмскиот фестивал на медитерански филм и ќе свириме точно после филмот на Горан Унковски, Диџеј Ахмет, после премиерата настапува Љубојна. И тоа е еве една убава информација, убава средба. Еден од тие настани, мислам дека беше во Ротердам, ако не се лажам, се вика Матрикс и тоа е серија на настани, серија на концерти кои што одат онлайн. Се снимат и имат лайв стриминг и одат онлайн. Така што публиката ги има можност директно да си се вклучи кај да е и да ја следи. Да. Во Питбул театарот во Мастрихт, Дижон ќе биде и Гедин ќе бидат места каде што ќе одиме во помали на приватни настани, пријатели французи и француски музичари. И белгиски, а Лион исто така е интересен клуб, тој Лезинг, тој е во Виле Урбан, тој е во фактички во регионот Лион. И тој е еден убав голем клуб во кој што организацијата Западно од Балканот би било во превод на македонски. А l'Ouest des Balkans, вајда, на француски. Таа е многу значајна организација затоа што работи на промоција и на ширење на балканската музика на тој дел од Западна Европа, која што носи уште една група, која ќе свири вечерта со нас, но го организира и настапот на Љубојна. А имаме еден многу драг пријател Николас Хаузер, без кој што, нели, тоа се тука си нашите пријатели Љуба Горан, кои што се наши вечни поддржувачи, познаваме ние и луѓе кои што се луди за убави нешта. И тоа како што го движи светот, така и нас не движи. Кои што многу помагаат за ова целото, нели, да се случи и тоа представување не е било какво, тоа е представување пред сензибилитетот, како што кажавме, на странската публика. Кај доаѓа и многу се радува
на нашата музика и воопшто балканската музика и во тоа пакување и македонската е многу популарна во светот. И луѓето Да, затоа зборувавме, тоа е луѓето баш. имаат цели школи, значи академии посветени на изучување на традиционалната македонска, ама и друга балканска музика и тоа Што кај нас го многу е нема, оно што го возбудливо. зборувавме. Па да, прифатено е здраво за готово, а тоа е едно такво неоткриено, во смисла недоволно откриено Така е, поле. Ние да. само ја знаеме откритието и преданието на нашите стари учители, стари мајстори во нели оваа сфера, пеачите на нели кои што влегле во антологијата на оваа музика. Ама не го правиме тоа денес ние сме во сосема друго тркало денес. па не го да. правиме доволно. Да. И еве, има луѓе кои го прават тоа доволно. Ќе се изненадите колку многу За среќа. хорови има, балкански музички групи, воопшто групи и моите најголеми работилници се поврзани со тие настапи. Два пати до сега во Брисел, еднаш во Франција, доаѓаат луѓе, ниеден од нив не е македонец. Една се погоди една македонка, драга пријателка, и тоа е. Доаѓаат, учат и ги интересира. Браво. Кога настапувавме претходниот пат во Брисел, во Sound Resist, тоа е еден култен клуб во кој што настапувале Били Холидей, Ела Фицџералд, Майлс Дейвис и тие се тука до тебе. И ти имаш ексклузивна можност на таа пурпурна сцена и ти да застанеш. Значи клубови кои имаат значење мирисаат на На музика, на музичка па историја. не само на музика, мирисаат на таква љубов, мирисаат на, знаеш, на многу случувања Да. околу музиката. И на таа сцена заврши концертот, навистина беше еден од најубавите концерти, се симнувам во публика. Така се скаличките, доаѓам од публика и се симнувам кон публиката. Се симнувам надолу и публиката почнува да пее. На 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 публика. Да. Французи, белгици, залутани грци, зборам луѓе дојдени што концерт ќе биде ова сега, така, италијани, и ту дојдени сите со црвени марами, се препознава, млади луѓе. Да. Значи многу млади луѓе. Пеја и то траеше. Мислам дека и го имам објавено на Facebook. И на Инстаграм. Мислам, тоа е почит која некој ти ја оддава. Не е ексклузивно денес дека треба да си поврзан со некоја музика за да ја сакаш и да ти биде убава. Така. Каде го пишува тоа? Да, затоа и постои светската музика, нели? Затоа постои. Апсолутно. Во Јапонија не сме биле, ама во Јапонија имаше ревју на Шербет Љубојна во неколку весници и едно од најпродаваните CD-а беше. Да. Своевремено. Ама тоа своевремено зборувам пред неколку години, не е тоа кој знае кога. Да. Кај што луѓето дошле до тоа, слушале, плочата Стела патуваше, ние не ни знаеме каде се допрела. Радио Љубојна исто така, добивам повратно од луѓе од некаде за албумот, што си го слушаат постојано. Мислам, музика е, музика нема стопан, ама има пат до публиката ако го носи тоа што треба да го носи, ако ја носи таа љубов, страст. Да. И тоа Љубојна навистина успеа да го направи. И среќна поради тоа. Да, и треба да сте и горди и среќни И затоа што уште го прави и не престануваме. Па ќе кажам, мене само ме уморува организацијскиот дел. Се останато дојдена сум во фаза кога дајте ми само да пеам. Да. Дајте ми само да се радуваме, да се веселиме и да пеам. Да. Тоа што ви интересира да го кажам, можам и вака да го кажам, и не мора. Да. И да пишувам. На крајот на криштото ти си човек, жена, како и сите други, со своји секојдневни обврски, со своји секојдневни маки, тешкоти и борби кои што сите ние Добро, како и секој човек. Како и сите ние луѓе, да. Да, не, сакам да кажам дека си човек. Си човек. Покрај тоа, нели? И некогаш и понекогаш те умеруваат сите тие спорадични, како да ги кажам, организациони проблеми кои што излегуваат, а кои што можеби зависат од тебе. Затоа некогаш веќе
веќе во ова Сакаш доба да го правиш викаш само тоа што да, во ова доба викаш окей, најдобро го правиш, сакам да го правам, да, така, тоа што, и што највеќе има смисла да го правиш. Да. Така да е има многу смисла јасно. тоа што сега јас, во последниве години, освен што сакам многу да пеам, и тоа го правам со најголема радост, сакам да пишувам многу и исто така сакам да учителствувам. Се гледа. Тоа е мојот исто еден од моите, не знам, тоа не е талент. Тоа е желба да се Па е и да талент. споделиш. Тоа е желба да споделиш. Навистина е желба да споделиш. Да, сигурна сум. Сепак јас си го гледам како голема доблест кај луѓето кои што сакаат да споделуваат нешто до кои што дошле, тоа се откритија персонални кои што ја имам желба да ги споделам. Да. Не е учителствувањето програма по која се движиш. Апсолутно не. Пренесување на нешто до кое што си дошол. Си открил нешто. Некому тоа ќе значи. И супер благородно. Да. Да. Еве тоа во последните години ми е нешто што сум си го открила кај себе си и што има исто така некако силен белек и дава на мојата Да. на моето веринство. Веризам. Да. Супер. Тука негдека мислам дека некаде би завршиле. Дали кажавме Ама се зошто? Колку убаво ни одиме? Зошто мора да завршуваме? да не им станеме досадни? Нема да им бидеме досадни, ама Дали кажавме се? Дали кажавме се? Јас ги канам сите оние што ќе го следат подкастот, а живеат во странство. Да дојдат на нашите концерти и таму да се сретнеме. Мојата средба е драгоцена со луѓето, секој пат, секаде, каде и да се, и да е еден, двајца и тројца во публика, навистина тоа се моите драгоцени моменти. И да, и се чувствува таа енергија која што ти имаш. Тоест, да, ги канам да дојдат на сите овие настани. Оно јубилеен концерт кој што го спомнувам и кој што не можам да кажам затоа што е сепак мисла и се уште идеја, ќе го најавам и да, секако ќе се дружиме и таму. А на концертите во странство, да, еве, ги поканувам сите кои што ќе се најдат се во тој момент или сакаат да планираат да дојдат. Оние кои што сакаат ќе можат онлайн да не следат на еден од нив, како што кажав. Ќе има убави настани, филмски фестивал, кој што е еден убав простор за нели, за концерт на Љубојна и за одбележување баш на 25 годишнина, така што и јас сум возбудена како ќе пројде целото. Ама како ќе пројде, преубаво ќе пројде. Да, не, во смисла, нели, се радувам на тоа. Се радуваш секако. И публиката. Сигурна сум и за сите детали кои што веројатно нема да им бидат доволно јасни, нормално ќе си ги следите Љубојна на социјални мрежи каде што ти редовно објавуваш што е ново, како е ново, каде имате гостување, каде е следно, така да ве следиме. Да, тука сум активна и не пропуштам да објавам, не пропуштам да споделам информација. И исто им благодарам на сите кои што ја слушаат Љубојна, слушаат македонска музика, ќе им значи, ќе ги мотивира ова што ние денеска си го разговаравме и кои што ќе дојдат на концертите и сите оние кои што помагаат ова целото да биде нели големо, значајно, кои што помагаат да се одвива, еве, и обично организационо и нормално сите тие ми се мои сакани луѓе. Секако. Ти благодарам многу што одвои време и ако имаш поканата. секогаш имаш запатен распоред, секогаш да, сега убаво ме начека, нели? Во точен момент кога јас не ни помислив, убава можна да си се сретнеме и малку да се сретнеме со публиката и на друг начин, а и да ги поканиме еве на убавите настани што следат. На концертите. Затоа што 25 годишнина еднаш се случува. Еднаш се случува, да. И не е само обична прослава. Да. И вера уште многу прослави, нека биде радосно, нека биде убаво, да. Еве, како што не сме застанати досега, така и да нека тера. Биде и во иднина. Да, нека тече, нека не застанува. Тоа што го имам разбрано од другите големи светски музичари дека тоа е едно едноставно нешто кај што сакаш и најдобро го правиш, треба да го правиш. Да. Ете, тоа нека биде последната порака и за младите луѓе, и музичари, и сите оние кои што сакаат да се занимаваат со музика, да не се откажувате да го правите тоа, затоа што, еве, успешно е кога е срце, сакаме повеќе музички идеи, сакаме да заживее, да се умножи, да се така.
Така, Треба така. негде да патува и нашата музичка култура и да се развива. Така. Нека се шири музиката, уште еднаш поздрав и до тебе и до сите со кои што нели ја делиш таа музика, па се гледаме за убави работи. Се гледаме секако, да. Вас, како и секогаш, ќе ви заблагодарам на вниманието. Нашите подкасти ги следите, односно Соана на ти, ја следите секој петок во 19 часот, така ќе биде и следниот период се гледаме следен петок 19 часот. Бидете добри.